вклучуваме директно од Америка, поточно од Санта Барбара. Во Калифорнија човече се попарени. Во Калифорнија човече се попарени од изборот на Трамп за претседател. Во Калифорнија се попарени од изборот на Трамп за претседател. Во Америка се превознемирија. Во Калифорнија се превознемирени од изборот на Трамп за претседател. Во Калифорнија се превознемирија од изборот на Трамп за претседател. Во Калифорнија се попарени од изборот на Трамп за претседател и се толку вознемирени. Во Америка толку многу се вознемирија дека Трамп го избра за претседател, чудо едно. Тој што губи може да се лути, тој што губи има право да се лути. Има право да се лути тој што губи. Здраво на сите, се уклучуваме директно од Калифорнија, од Америка, кој не верува, тука можат палмите зад мене да посведочат дека е Америка. Јас сум Марин Ѓорѓиевски, ова зад мене е Санта Барбара, Калифорнија, Америка. Во Калифорнија се попарени од изборот на Трамп за претседател. Луѓето во Калифорнија се попарени од изборот на Трамп за претседател. Еј, хаос! Полека, браќе, ќе се навикните. Уште имат слики од Обама таму по аеродром кај што шеташ, уште не ги видат. Не можат да поверуваат. Еј, хаос. Поточно во Калифорнија, 61% на изборите гласале за Хилари. Сексист, расист, против мигрантите од Мексико. Мислам, сексист кај нас. Секој втори сексист ако е така, мислам, из Македонија. Два шамари ти врзи на жената, ти рече, ајде дома ќе те вратам таму кај мајка ти. Трамп најавува дека ќе го возобнови тој такозван амерички сон, кој што веќе е замрен, данас македонците. Се уште тој живее тој амерички сон. Амерички сон што значи? Значи еднакви можности за сите, работа за сите, просперитет, да владее правото за сите подеднакво, во земја каде ќе има подобар, поуспешен и понапреден живот. Ветената земја, како да ти кажам. Во Америка живеат над 50.000 македонци и над 1000 семејства секоја година добиваат зелена карта, само во Македонија. Сигурно и повеќе, мислам ова се некои статистики 100% се кријат таму, се пишат некои други националности. Стварно една фрапантна бројка, која мајка дете си загинала, ќе си го најде или на Work and Travel по Америките или ќе го најди по Германија ваму таму. Ти ја земаш зелената карта, жената подмишка, децата подмишка. Work and Travel секоја година студенти стигнуваат во Америка, се вдомуваат во Америка на 2-3 месеци, работат, најчесто како келнери, како чистачи, како рингишпило да го пушташ во нешто, мислам хаос, али небитно, битно ќе ја видиш Америка, ќе се вратиш со еден лаптоп и со еден апарат и речеш дома, еве бев во Америка, барем ја видов Америка, како да ти кажам. Таа ни е судбината, пријатели мои. Кои се другите начини да стигнеш во Америка? Например, да си работел за Трамп. Доволно е може да си само од Велес. Ќе почне мислите да купуваме онакви куќи во Велес и да вадиме лични карти од Велес. Му пишеш мејл на Трамп, здраво, сакам да дојдам во Америка. Повели бујру, дојди си во Америка. 100% тоа е едната варијанта. Друга варијанта која на некој начин е да си згодна женска исто секогаш пали. Значи, згодна женска да си е многу битно, не е само сега, порано, секогаш и ќе пали до прва. И сигурно некој наши селеник од Нью Џерси ќе те земи за жена, тоест потомок на некој наши селеник што заминал во 60-тите години. Мајка му и татко му го учеле дека треба да си земи тој наша женска и дека таа жена ќе знае да меси, да пери, да меси зелници, мазници, погачи, да прави се буквално. Ќе си ја одбериш како лубенца, ќе си ја одбериш и ќе се земиш таа прекрасна жена твоја. Па цело лето има дечкото да те брка, да прави се буквално само да те освои. Те части, Джеймисон, виски, Джек Даниелс, све ќе направи само да те освои и ќе те носи породнини, потетки, да те одобрат. Оти тука е комисијата, многу е битно да те одобри. Дека ти се смешкаш како многу интересно ми е се и на крајот, драга пријателке, тебе ќе се оствари соно, доаѓаш во ветената земја. Тој тука ќе работи на аеродром, онако со билјушкарки ги крева оние што се куферите од аеродром. Ти ќе работиш во некој босански онако ресторан помеѓу Срби, босанци, балканци, ниту ќе го научиш јазикот, ниту ништо, ќе се надеваш за подобар живот на децата. Друга варијанта со која што можеш да дојдеш е со играорна група. Некоја играорна група
Иди во Америка, ти се пиши со нив, играш неколку ора, следниот ден бегаш, те нема, на црно живееш тука, се дури не најдиш некоја македонка што не е мажена и да ја земиш, да те земи тој стаја, па да се криеш упорно, дури не ти да таму некој државјанство. Тоа е на некој начин исто америчкиот сон како да го доживееш. Исто така ја напоменав да ти падне зелената карта за Америка, до само за тргнување што се случува исто. Ги ликвидираш работните места во државна администрација. Се продаваш, значи продаваш се најмило што си имаш дома, вклучувајќи го и плазмата, телевизорот што го имаш купено, значи нивата ја оставаш за братиот и брати имаш за по 20 години да се расправаш по судој, за нивата, дека нивата татко ни ја остаи нас и ќе се расправа колку е битното, а ти тука со 7 куќи ќе бидиш, али џабе ти си тие 7 куќи. Ја киниш дипломата од педагошка, од воспитач што си завршил, жена ти ја исто ја кини дипломата што има завршена за биотехнологија, сите уверенија, пофалби, пофалници, све буквално кините ги спалуваат и тргнувате во нов живот. Кој ќе стигне тука? Жена ти исто го гази индексо од високата медицинска школа, оти запишана е втор факултет учи, курс за плетење джемпери, тетрадка за рецепти мајка ти што ја пополнувала 23 години, воган ја фрлаш и тргнуваш кон нов живот. Тргнуваш кон Америка, пријатели мои. Почнува да се остварува тој амерички сон. Кога ќе стигнеш тука, мора некој да те земи 2-3 месеци да си поживееш таму. Тетка, бујна, баба, стара, те повлекува, почнувате да живеете тука 2-3 месеци, јадиш тоа што ќе ти дат, ќе ќутиш таму. Почнуваш да бараш работа. Нема повеќе тука со врски да те вработат лево-десно. Нема повеќе работа на шалтер во МВР како што си работиш и чиста работа. За македонци, чистач на супермаркет, трета смена, добро платена. Чистач на канцелари, трета смена, исто така добро платена. Чистач на вециња, одлично платено. За почеток, топ работа е супер, е многу е битно да почнеш да работиш, ќе успееш. Ресторан, газда, Србин, чистач, како второ работно место. Ресторан да миеш тајнери, второ работно место. Рудник за железо, работиш на многу тешка машина, ама се исплаќа, ќе можеш и куќа да си купиш. Со вилјушкар да растовараш храна. Во супермаркет тој што ги крева пакетите со млеко, што ги носи, што ги поставува на рафтоите, ти си тој. Тој е америчкиот сон, пријателе мои. Разнесуваш на весници низ куќи. Дадилка на распрдени американчиња. А ти си таја. Тоа е твој амерички сон. Редач на ламинат, редач на плочки, бојаджија, мислам, тоа се неколкуте работи кои што можам да ги набројам. Во пилана, во Америка, грейди, за куќи, праење, претешка работа, ама тоа е тоа што треба да го работиш, пријателе мои. Земаш возачка, возиш камион од едниот на другиот крај, уживај. За секоја работа имаш бенефициран стаж, оти за 10 години ќе остариш 20. Не можеш да се здебелиш, не можеш да бидиш како американците, тоа ти е чиста работа, пријатели мои. Оти работиш ептен тешки работи и нема шанса да се здебелиш. Мислам, ова се само неколкуте работи, неколкуте начини како да стигнеш до Америка. Едно нешто тука не можам да сватам. Тоа што, например, секој петок гледаш баби околу 70 кусуро години, застанати во еден како клуб црта. Тие се на курс по цртање, сваќаш? Другиот ден ги гледаш други баби на аеробик застанати. Тоа е невозможно за нас. Замисли, мислам, кај нас баба да стане од сабајле да ти рече, кај бе, теретана ќе одам фнечко. Тоа е невозможно, кај нас се знае бе баба бе. Од 65 години се замота цела во шамија, толкави дебели наочари како тегли ги става и се спрема за умирање бе. Кој е она? Таа поќе докторот го знае болница отколку тебе. Пред телевизор цел ден, например. Тесто е на телевизорите кои ќе ги пуштат во продажба, кај нас треба да ги прават. 24 сати пуштени. Е тука американците, например, гледаат телевизија околу 10 сати. Затоа ги јадиме. Кај нас само пушти, например, турска серија, може 100 да ги изгледа бабати, да ги памти сите кој на кој му е, шо му е, како не се да ги се родни, а не таму во серијата. Најако нешто што го гледат по телевизија име бейсбол. Тоа не глупата игра со шо е тоа што трчат така као без везе нешто. Исто така што еден многу интересен момент, тука во Америка ми е што се име органик. Тоа е јако. Се органик е, човече. Не можам да поверувам. Мислам како се гледаш чипс пржен, онаков отвораш масло внатре веќе има. Онака да го исцедиш чипсот и да го јадеш. Органик. Се диетално и се органик. Сладки со некои сосови чудни, онакви како полеани. Макдоналдс гледаш онакви сендвичиња, ако купиш 1-3 добиваш. Биг Мек, начос, такос, 7-Eleven, крофни, товрсти, онакви потурени од озгора со чоколадо, со шлак од озгора со тиста работи. Пива, мислам 5 плаќаш, 25 добиваш. Пуканки, сланини, јајца, пијалоци со различни вкуси од мастика до не знам шо. Земаш, например, капучино, ти вика мало
едно средно или големо, ти вика средно, колку една туба пол кило ти дава. Се е преблаго, се е превкусно, мислам, Америка, тоа е Америка, таа е бетената земја. Например, децава тука на училиште за онакво хранарина како што имат, колбаси, јајца, лебој, ходози, све во едно, за виткани и кркат, јадат. Кај нас, децава кои одат на училиште се знаебе едно геврече мало, ќе ти го донеси, ќе си го касниш. Максимум што може да си приуштиш е геврек со јогурт. Па слаб ќе видиш после. Исто така ми е многу интересно тој амерички сон, happy family, например, мајка, татко, две деца и куче. Тие се среќни, се е расфрлено низ дома хаос, ама тие се среќни. Ме сваќаш, сега детево треба да учи само со позитивна енергија, како мило мое сега, сонце мое, ти треба да учи. Нема бе кај нас, кој е воспитна, ти мава, оди в соба, учи и кај. Ама мама она, ти ќути, оди в соба. Се знај што е дисциплина, воспитание. Со позитивна енергија ги учат децава, демек тие морале да бидат не знам што. Кај нас бе, нема бе кој ќе пишти, ќе плачи мајката. Јас слугинка вас да не ви сум тука се за вас да правам, да трчам, да си ги здиплиш. Работите да си ги клаиш, тука чорапите расфрлени, тука тебе да ти ги земам, ти нормален си. Исто така едно од најактуелните работи за чување тука, како милениче, последниве неколку години, ме коза. Коза, стварно, на пример, и тоа со козата се сликат, па на Инстаграм поставува такви работи. Стварно, мислам, тука песоите се подобро третирани од луѓе. Одиш на гости, на пример, викаш, кај бе, што правите, кај бе кучето? В соба е, во депресија е. Кучето било во депресија, пример. Го лечело депресија. В соба е, му купаме различни играчки, го забавуваме. Се ви, јас сум во депресија, што не ми купите и мене некои играчки, некои работи. Стварно. Нека лечи некој, нека ме забавува. И мислам, пријатели мои, дека стварно си го заслужија Доналд Трамп. Каков народ, таков председател. And if you should die explaining how the things that they complain about are things they could be changing, who do you think's gonna care? There were other lonely singers in a world turned deaf and blind who were crucified for what they tried to show. And their voices have been scattered by the swirling winds of time, for the truth remains that no one wants to know.